Денеска еве повторно сме во Битола, но оваа изјава и оваа пресконференција има и национално значење. Позади мене е комбинатот кој што произведува преку 80% од електричната енергија која што ја троши Македонија. Позади мене е практично срцето на македонската економија и на македонските домови. Но за жал позади мене е и комбинатот кој што изминативе 5 години континуирано е уништуван, за да стигне до фаза да има најави од Зоран Заев дека меѓу 2025 и 2027 година целосно ќе биде изгаснат. Неговото гаснење не само што значи уништување на животите на некаде 5 до 7 илјади битолчани кои што директно или индиректно ја наоѓаат својата среќа и екзистенција преку комбинатот, туку исто така значи уништување на македонското стопанство. А најдобар доказ за тие волунтаристички политики е она што се случува во моментот во Македонија. Ќе бидам директен и отворен. Многу веројатно Македонија ќе нема струја во текот на зимата. Многу веројатно во Македонија ќе има рестрикции за струја во текот на зимата. И тоа е така, не само заради енергетската криза во Европа, која што е факт и која што се случува, туку пред се заради неодговорното работење. Затоа што граѓаните треба да знаат дека Македонија има доволно капацитети да ја произведе целокупната струја која што ја троши. Кога би работеле како што треба, рек Битола, рек Осломи и хидропотенцијалот, односно хидроцентралите во Македонија, Македонија целокупната потрошувачка на електрична енергија и за домаќинствата и за стопанството може да ја произведе дома по исклучително ефтина цена. Но заради неодговорниот однос тоа не се случува. Капацитетот на рек Битола е 660 мегавати на час. 660. Во моментов, со сите најави кои што ги прават, работат само 2 блока со минимум капацитет од 120 до 130 мегавати. Што значи дека двата блока кои што во моментов работат произведуваат колку што би произведувал еден блок кога оптимално би се работело. И тоа додека има јаглен. А јаглен има многу малце. Според нашите сознанија само за неколку денови. Во овој момент се прави откривка на дополнителен јаглен од некаде околу 200.000 тони, кој што е доволен некаде за 2 недели, и после тоа повторно има проблем со производство на електрична енергија. Концепт не гледаме, решение не гледаме. А решение не гледаме затоа што години назад комбинатот се уништуваше и не се искупуваше доволно јаглен со кој што би можел да работи, нити се правеа правилни ремонти, нити се работеше добро, тоа го знаат стручњаците многу подобро од сите нас. Фантагозмаричните идеи кои што се за носење на јаглен од Косово се тотална нереалност. Од причина што прво нема толку јаглен, видовме дека никој не се јави, а второ дури и да се најде, ќе значи 500 камиони секој ден да доаѓаат во Битола. Тоа сите знаеме дека е невозможна мисија затоа што нема инфраструктура што може тоа да го издржи. Таа што Македонија е пред енергетски колапс, Македонија е во ситуација да и се заканува многу тешка зима, во која што ќе има проблем со снабдување на електрична енергија, со рестрикции и со затоплување. Оваа неспособна власт на Заев ја донесе Македонија во ситуација која што никој не би ја замислил. Ако некој, било кој, кажеше пред година дена дека на крајот на 2021 година Македонија ќе размислува дали ќе има струја или не, веројатно луѓето ќе мислеа дека нема воопшто допир со реалноста. Но на крајот на 2021 година разговараме дали Македонија воопшто ќе има струја. И тука е одговорноста од најниско до највисоко. Од раководството на комбинатот, кое што го уништува комбинатот, кое што дава тендери кои што се безпотребни на бизнис партнери на Христо Кондовски, кој што тука сака сега и градоначалник да стане, ама нема да стане, завршувајќи со крупните политики кои што значат целосно промашување. И затоа оваа власт на Зоран Заев треба ден поскоро да замине. Прво е победата на локалните избори на 31 октомври и во Битола, и во Охрид, и во Гевгелија, и во Радовиш, и во Скопје, а после тоа и промена на владата.